Минатата сабота зборував за Божиот закон како педагог, како што апостол Павле го нарекува. Го споменав ставот на Вагнер, спротивен на учењето на целиот протестантизам, дека Божиот закон како педагог секогаш ја врши таа функција, да ги доведе луѓето кај Христа и затоа не може да бил укинат некогаш. Затоа што тогаш кој ќе ве донесе кај Христа, ако не постои педагогот. Исто така, нелогично беше верувањето на адвентистите пред Джонс и Вагнер, а тоа верување се одржало и до наши денови, благодарение на шемковизмот. Погрешното верување дека Божиот закон во посланието до Галатјаните е церемонијалниот закон. А самите адвентисти учеа дека церемонијалниот закон бил укинат на крстот. Ако церемонијалниот закон е укинат на крстот, а плюс и церемонијалниот закон е педагогот што не води до Христа, тогаш педагогот е мртов во последниве 2000 години и кој е тој што ги водел луѓето до Христа последниве 2000 години. Ако не постои оној што ќе не однесе кај Христа, тогаш кој ќе не однесе кај Христа? Значи не е точно. Законот кој што е воспитувач или педагог е моралниот закон и тој не е укинат, бидејќи тој ден денес треба да ги носи луѓето кај Христа. Ден денес луѓето треба да се кајат, да знаат, да научат што е грев. Ден денес треба да бидат осведочени преку Божието Слово, сите Божии откровенија, сите негови морални начала, сето оно што Светиот Дух го запишува во срцата на верниците, за да дојдат и се оправдаат кај Христа, да најдат лек за своите гревови. Дека е тоа така, имаме, дека Божиот закон како педагог и понатаму постои и после Христа и ја врши истата таа функција, знаеме и од самите библиски пророштва и конкретно ќе проучиме познато едно пророштво од книгата на пророкот Данијел. Во Данијел 7 глава, во врска со активностите на малиот рок, непријателот Божи и непријателот на Божиот народ, 25 стих ги кажа следниве зборови. Данијел 7 глава, 25 стих, отворете таму ако сте со вашите Библии, каде што ни се вели. За малиот рок и против Севишниот ќе зборува и ќе ги угнетува светиите на Севишниот. И што? Дури ќе си помисли да ги измени празниците нивни и закони. Па тие ќе бидат предадени во раката негова за време од 3,5 години. Се постава прашањето како малиот рок го исполнил ова пророштво. Дали ова пророштво се исполнило во историјата? Прво, на кое време се однесува ова пророштво? Дали ова пророштво се однесува на времето на Стариот Завет, пред Христа, например? По што знаеме дека не се однесува на време пред Христа? 26 стих веднаш потоа што вели? Откако малиот рок ќе се дрзне да ги промени, ќе зборува и против Севишниот, и потоа ќе се дрзне да ги промени, ќе ги угнетува светиите негови и ќе ги менува празниците нивни и законите нивни. Потоа се вели
Потоа небесниот суд ќе ја одземе од него власта и сосема ќе го уништи и докрајчи, вели овој превод. Значи, малиот рок ќе го прави ова се до кога? Се до крајот. Се до небесниот суд. Значи, ова се пророштва што се однесуваат за последното време и за целата христијанска епоха пред небесниот суд. Сега да видиме како настанала таа промена. На кој начин малиот рок, антихристот, извршил промена во господовите празници? Што сменил малиот рок кога се господовите празници во прашање? Како ја сменил? Каде се споменува саботата? Каде се споменува саботата? Во законот. На многу места го се мисли на целата Тора. Но во 10 заповеди се споменува каде? 4 заповед. Така велите. Сега, пред да ги читаме заповедите, би сакал да ви поставам прашање. Од каде знаете дека саботата се наоѓа во 4 заповед? Може би изгледа глупаво прашањето. Што пише во Библија? Каде се наоѓаат 10 заповеди во Библијата? Ајде отвориме таму. Која, значи, 2 Мојсеева или Излез, 20 глава, така? Втора Мојсеева или Излез, 20 глава. Се наоѓаат и во Второзаконие потоа, меѓутоа ќе го читаме извештајот тука, кога Господ ги изрекол, а не кога Мојсей ги повторил од негова уста. Кога Господ лично од своја уста ги изрекол заповедите. Сега, 20 глава почнува вака. Тогаш Бог ги кажа сите овие зборови велејки. Кои зборови? Ако го читаме целиот текст, ќе видиме дека од вториот завршува до каде сите овие зборови. Сите овие зборови до кај завршуваат? Почнуваат од вториот стих и кај завршуваат? 17 стих завршуваат, да. Значи, ние ги имаме сите господови заповеди од вториот до 17 стих, така? Што е проблемот? Проблемот е од каде знаеме, од кој стих, например, од вториот знаеме дека почнува првата заповед, но од кај знаеме до каде е првата заповед, а од кој стих почнува втората заповед? Контекст. Во историјата на христијанството, ова прашање не било доволно јасно. Значи, ајде да читаме, да почнеме да читаме, значи, како почнува, како гласи првата заповед. Во кој стиха се содржи само првата заповед? Втори и трети. Сега, прашањето е, од каде знаеме дека во третиот стих завршува првата, а со четвртиот започнува втората заповед? Бејќи самиот текст не ни кажува до тука е првата, а после е втората и така натаму. И ова во христијанството не било сватено секаде на ист начин, затоа што од една страна источните цркви, мнозинството цркви може да се рече, значи сите православни цркви и подоцна протестантите ја прифатиле онаа поделба
која што и ние ја знаеме, според која вториот и третиот стих е првата заповед, а од четвртиот до шестиот стих е втората, потоа само седмиот стих е третата, од 8 до 11 е четвртата, понатаму 12 е петтата, 13 шестата, 14 седмата, 15 стих е 8-та, 16 е 9-та и 17 стих е 10-та заповед. Но католичката традиција поинаку ги поделила заповедите. Како ги поделила? Целиот текст од вториот до шестиот стих го сметаат за прва заповед. Значи, во христијанството настанала разлика во читањето на заповедите. Од каде до каде е заповед. Од каде до каде трае првата заповед. Значи, католиците сметале дека она што ние го нарекуваме втора заповед е дел од првата. Или продолжение на првата. Бидејќи првата зборува за тоа, јас сум Господ Бог твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството, немој да имаш други богови освен мене. И сега тие мислат дека она што ние го нарекуваме втора заповед, не си прави себе си идол, ниту каква да е слика, дека тоа е само продолжение на ова, немој да имаш други богови освен мене. Односно, објаснување што се значи да имаш други богови освен мене. И потоа, она што ние го нарекуваме трета заповед во 7 стих, тие тоа го викаат втора заповед, а заповедта за седмичниот одмор, или четвртата, во католичките катехизиси и во католичката наука, тоа е наречено трета заповед. И па тогаш, ако е тоа така, потоа како продолжуваат понатаму да ги бројат заповедите? Значи, ако саботната заповед е трета, тогаш почитувај ги татко ти и мајка ти е која заповед? Четврта. И потоа сите наредни заповеди до 10-та, значи се за -1 пореден број. И тогаш како добиваат вкупно 10? Ако, например, не сведочи лажно против својот ближен, е за нив 8. Токму така. 10-та заповед ја поделија на 2 дела. Значи, првата и втората заповед ги сметаат дека се една заповед. И сега ќе видиме дека таа една заповед, ако е навистина една, тогаш таа треба да содржи еден куп зборови. Но во католичките катехизиси првата заповед гласи: јас сум Господ Бог твој, немој да имаш туги богови освен мене. И точка. Што стана со текстот од 4 до 6 стих? Што се случи со тој текст? Едноставно го избришаа тој текст, не постои. Со други зборови, прво ги прогласија првата и втората заповед за една, но потоа ја скратија и всушност постои само оно што го викаме прва заповед, а оно што го викаме втора воопшто не постои. Тоа е скроз избришено.
А што се случи со 10-та заповед? Како гласи 10-та заповед? Тоа беше 17-тиот стих, така. Не пожелувај го домот на ближниот свој, вели овој превод. Не пожелувај ја жената на ближниот свој, ни слугата негов, ни слугинката негова, ни волот негов, ни магарето негово, и што друго? Ниту што и да е друго, било што друго, што му припаѓа на твојот ближен. Што се случи со 10-та заповед во католичкиот катехизам? На кој начин ја подели на два дела? Имате католички катехизам? Добро. Кој знае да каже? Што е она што во католичкиот катехизам се нарекува 9-та заповед? Што мислите? Да, само жената е 9-та заповед. Значи, 9-та заповед во католичкиот катехизам гласи: не посакувај ја жената на својот ближен. А потоа 10-та гласи: не посакувај ниту што и да е од она што му припаѓа на твојот ближен. Има ли оправдание за поделба на оваа заповед на два дела? Значи, ако 10-та заповед вели немој да го пожелуваш, било што немој да пожелуваш што му припаѓа на твојот ближен, тогаш има ли оправдание да се издвојува жената како нешто посебно? Нема. Навистина нема. И жената спаѓа во било што му припаѓа на твојот ближен. Како и неговиот дом, како и неговиот слуга. Значи, жената не е единствената личност, единственото нешто што е личност од она што му припаѓа на ближниот, бидејќи се споменуваат и слуги, и слугинки, и тие се личности, и тие се луѓе. Значи, не работа само со животни. Да речеш, ај жената е човек, а овие другие се животни или мртви предмети. Не. И жената спаѓа во било што или се останато што му припаѓа на ближниот. Нема никаква основа да се издвои како посебна заповед. Постои и друга причина зошто нема основа да се издвои како посебна заповед жената. Затоа што тоа би било повторување на која заповед? Ако само жената ја спомнуваме како посебна заповед, би било повторување на 7-та заповед. Од тука гледаме дека во изменетиот закон, како што западната црква начело со Малиот Рок го извршила уште од средниот век наваму, избришана е целата втора заповед, значи таа не постои, а 10-та е неоправдано, без никаква логика, поделена на две заповеди. Зашто не постои никаква потреба за такво нешто. Контекстот не укажува на потреба да се дели 10-та заповед на два дела. Дали е тоа единствената промена што Малиот Рок е направил во законот? Од ова што досега го споменавме. На почеток беше споменато дека ја променил саботата. Тоа тие го нарекуваат трета заповед, но
Тоа не е оправдано. Саботата заповед е четвртата заповед. Како гласи четвртата заповед? Кој адвентист ја знае на памет четвртата заповед? Има ли некој храбар да се јави? Кој ја знае на памет четвртата заповед? Би требало сите адвентисти на памет да знаат четвртата заповед. Така? Ајде да пробаме да ја кажеме четвртата заповед без да читаме. Како почнува четвртата заповед? Што? Да. За да го празнуваш добро. Потоа, 6 дена работи и сврши ги сите своји работи, а 7-миот ден е што? На Господова, на Господа твојот Бог. Во тој ден ништо, ниту ти. Кои се тие што ги реди се? Ајде. Синот, керка, слуга, слугинка, магаре, осле, живинче, ниту придојдениот, значи ниту странецот, ден, затоа Господ го благослови саботниот ден и го посвети. Гледате колко беше лесно? Секој адвентист би требало да знае четвртата заповед на памет. Како гласи четвртата заповед во православните календарчиња? Знаете, се сеќавате, сте прочитале? А некаде кажуваат во заграда вакво нешто. Неделата и сите празници. Значи, празнувај го денот за одмор, се вели. Ниту се кажува 7 било кој по број. Празнувај го денот за одмор и или не се кажува шо е тоа, или некаде во заграда додаваат. Меѓутоа, Божите заповеди немаат загради. Господ не ставал загради никаде во плочите, кои што ги пишувал со, како што вели Мојсей, со Божи прст биле напишани. Неделата и сите други празници. Значи, тоа е додадено, тоа е измислено од писателите на календарчињата, или уредниците, или издавачите и така натаму. Како гласи третата заповед, како што оние викаат, во католичкиот катехизам? Помни си да го празнуваш денот за одморот. Точка. Колку зборови се тоа? На македонски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Со сите сврзници. А колку зборови има четвртата заповед, која што ја рецитиравте пред малку? Да ги броиме? Кои се најдолгите, од сите 10 заповеди, кои се најдолгите заповеди? Десетата е пократка од втората и четвртата. Дали втората или четвртата? Која од нив е подолга? Четвртата изгледа за најдолга, да. Втората заповед: не си прави идол, ниту каква и да е слика од она што е горе на небото, или долу на земјата, или во водите под земјата. Немој да им се кланяш, ниту да им служиш, зашто јас, Господ Бог твој, сум Бог,
ревнител, кој ги казнува гревовите на татковците, гревовите на оние кои ме мразат, кај децата до 3-то и 4-то колено, а покажува милост кон илјадници кои ме сакаат и ги држат моите заповеди. Колку многу зборови во католичкиот катехизам, од сите овие зборови има што? Нема ништо. Значи, сите овие зборови се избришани и не постојат. Четвртата пак, најдолгата, е сведена на само овие 8 збора, наречена, како што објаснивме зошто, трета заповед во католичкиот катехизам. Помни си да го празнуваш денот за одморот. Замислете вака собранието да изгласа ваков закон. Задолжително е сите граѓани на Република Северна Македонија да го празнуваат денот за одморот, точка. Дали законите кога се издаваат, вака се издаваат? Без да се објасни што, кој, како и така. Кој е денот за одморот? Од кај знаеш дека е сабота? Од кај знаеме дека е сабота седми ден? Тоа е веќе прашање што ќе треба да го одговориме во друга прилика. Само се запознавме со тоа на кој начин малиот рок го исполнил ова пророштво и го променил Божиот закон. Исфрел еден куп зборови, десетици зборови од него, прекроил, скратил, избришал, поделил и оно што е добиено на крајот е нешто што носи печат на грешниот човек, а не на безгрешниот Бог. Кога нешто е променето од човек, тогаш тоа го носи печатот и подписот на човек, на неговиот авторитет. А онака како што било заповедено од Бога, тоа го носи печатот на Господовиот безгрешен авторитет. Кој од овие два закона е педагогот, воспитувачот, кој што не носи кај Христа? Јасно првиот, зашто? Бидејќи кога апостол Павле го пишал последното до Галатјаните, постоел само оригиналниот Божи закон, со сите негови зборови, онака како што Господ го дал на Синај. Многу векови подоцна малиот рок, антихристот или првиот звер, ги скратил, ги избришал, ги поделил и ги свел на скоро 50% од севкупниот текст. Многу векови подоцна се случила таа промена, но се случила и, како и другите активности на малиот рок, била проречена. Се случила затоа што и била проречена дека ќе се случи, откако Господ тоа одамна го најавил уште многу векови пред Христа, и тоа постои до ден денес. До ден денес повеќето луѓе во светот не знаат како гласат, повеќето христијани во светот не знаат како гласат 10 заповеди. Бидејќи се што знаат на таа тема, и тоа оние што знаат, повеќето од нив ништо не знаат. Но и оние што знаат, значи еден мал, да речеме, ајде нека бидат 10%, што е многу, и тоа е многу, може би меѓу 2 и 5% се движат оние што знаат. Знаат само она што пишува во
во нивниот православен календар или во католичкиот катехизис. А тоа е она што било променето од луѓето. Не целиот текст, како што Господ го дал на Синај. Денес живееме во време кога, ќе го споменем и тоа уште еднаш, на удар, и тоа без многу да се очекува, од страна на владата на Република Северна Македонија и на многу други држави во светот, дојде на удар и петата заповед. Бидејќи официјално се забранети сега да се користат кои два збора? Татко и мајка. Петата заповед гласи како? Почитувај ги таткото свој и мајката своја. За да ти се продолжат дните во земјата што ќе ти ја даде Господ твојот Бог. Променета од содомските слуги, како би требало да гласи таа заповед? Кој е еден, кој е два? Гледате, кога луѓето го менуваат Божиот закон, тие од јасен го прават што? Го прават нејасен. Сега, кој е родител 1, кој е родител 2? Сега, Дејан е родител 1, Силвија е родител 2 или обратно? Тоа е забуна. Празнувај го денот за одморот. Точка. Кој е денот за одморот? Кога луѓето го менуваат Божиот закон, од нешто што е јасно, прават што? Прават нешто што е нејасно. Збрка. Вавилон. Нејаснотија. И тоа е делото на Антихристот. Нека Господ ни даде сила, секогаш да прво со нашиот живот, а потоа со зборови и во овие денови кои што престојат, кои што се тешки, за кои што ќе бидете можеби доведени во ситуација да се спротивставите и на властите, кога е во прашање. Јас, ако утре заутре треба да имам работа со некој документ, кај што ќе пишува родител 1, родител 2, имам намерно со пенкало да ги шкртам тие зборови и одозгора да пишувам татко и мајка, и сакам некој джандар да дојде и да се обиде да ми прави проблеми. Аз се молам за негово добро да не се обиде. Бидејќи ќе го направам магаре, ќе го прашам кој тебе те родил. Дали број 1 или број 2? Нека Господ ни даде сила и мудрост да бидеме верни во овие посебно тешки последни денови од историјата на овој остарен, распадлив свет кој што му се ближи крајот. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.